Колегата се најде повикан, не знам зашто, иако од прилика ја ценам вашиот мотив да ми се јавите мене на реплика и да мислите дека сте ми одржале предавања. Вие тоа многу често сакате и знаете да го направите во стилот на кумровачка стара школа. Немаше потреба од тоа. Немаше потреба од, видете, во глумата има различни жанрови. Вашата глума е траги-комедија. Немаше потреба да глумите тука дека сте многу загрижен за општина Лозово и општина Свети Николе. Тоа што сте биле на една трибина со СДС од Свети Николе не ве прави, како да кажам, позагрижен од пратеникот од Свети Николе и општина Лозово. Една работа. Втора работа, се што кажавте, практично, да не речам, ајде да не бидам малициозна како вас, не ја кажавте вистината. Немаше потреба да ги кажувате работите кои што сите ние ги знаеме, кој врши проценка, како врши проценка и она господата од ВМРО, дали се господа или не се, тоа, еве, ќе оставам на вас да цените, тоа е еден основен, елементарен начин на комуникација. Градоначалникот на општина Лозово е во постојана комуникација со министерот за земјоделие. Не јас, не тој, туку министерот за земјоделие му кажува дека ќе биде, ќе ви пратам експерти, бидејќи општината ги нема во доволен број. Во меѓувреме, бидејќи нема време за чекање, градоначалникот формирал комисија од советниците кои што се агрономи, кои што имаат, нели, познавање по однос на таа проблематика и веќе одат на терен. Вршат проценка. Нема потреба Панчо Минов, одговорница, да ни каже како се прават проценките на штетите, ние знаеме, но ви ја објаснувам комуникацијата која што оди помеѓу градоначалникот и министерот. Има фотографии, можете да видите дека бил министерот таму да ја види состојбата. Така да, ако сакате на вистина да помогнете, сега ви е моментот. Член сте на комисијава, гласајте за амандманот и тоа ќе помине. А не вие да... Он ќе помогнел, он ќе влие, значи, со тоа признавате дека вие како пратеник од власта ќе влијаете, имате влијание на заменикот министер или министерот или владата. Ја потврдувате мојата теза дека секој од опозиција, вклучително и пратениците, па и градоначалниците, не можат ништо затоа што едноставно се опозиција. Ама вие, нели, оти сте власт, еве ќе влијаете и ќе направите некакво добро. Не тоа сега можете да го изразите како волја, ако не гласаат вашите колеги, вие сам лично да гласате како издвоено ваше лично мислење, бидејќи нели сте пратеник кој што е многу загрижен за земјоделието и генерално за состојбите во државата и да гласате. Многу едноставно, нема потреба да комплицираме. Нема поедноставно тоа. Кревате два прста, гласам за амандманот на пратеничката и немам потреба да ја објаснувам некои работи кои што и се совршено јасни, не само на мене, на сите нас. Еве, слободно сега, кога ќе повика председателот на гласање, гласете за и завршена работа. Благодарам.